Зелена Гинали ми кажа дека е мајстор за финансиски инженеринг. Онаа која што на извршниот директор кога има нереални желби му каже нема пари за тоа. И онаа која што може со еден поглед да заклучи дали финансиското планирање ти е on spot или имаш некакви празнини. За низиниот пат од CFO на UK компанија до предприемач кој што со својата компанија им помага на стартап основачите да се представат пред инвеститорите во ова издание на Newbiz Podcast. Елена Гинали, добре дојде во Newbiz. Добро ве најдов и благодарам на поканата и можноста. Она што е интересно, барем според мене, е тоа што кога некој те се наврати на својата кариера, обично вели, аха, ја од секогаш бев за бројки, или јас од секогаш бев за јазици, или јас од секогаш знаев дека ти имам свој бизнис. Како беше за тебе? Секогаш знаеш дека, аха, бројките ова ми е за финансии сум јас, кај се парите таму сум јас. Па да, со оглед на тоа што доаѓам од фамилија каде што сум трета генерација на човек во финансии, некако само за тоа се зборуваше уште од секогаш. И по природен пат, кога запишав средно економско и понатака и факултетот, се пронајдов и многу лесно се вклопив во целата приказна на тоа што се предаваше. Го разбирав и сватив дека имам некоја бизнис логика. Сега бројките се нешто кое што го сакам, го разбирам, ама поинтересно ми е структурирањето на бизнисот и тоа како се одвиваат бизнис процесите со цел да се максимизира тоа што се случува во компанијата, а бројките се само показател што се случува, некој вид на диагностика. Така што да, од секогаш знаев некако дека тоа ми е трасираниот пат, и не би била на друго место, меѓутоа сметам дека секогаш и се друго кое што те интересира треба да го надополнува тоа што е базното. Ева се знаеше како е дека тоа патот, ама како се извеше патот? Кој беа оние што би си рекла, аха, ова ми е мајлстон, ова ми е клучно, или сега како се пратиш ти кажеш, ова ми беше одлична одлука или ова ми беше тежок неуспех? Да, така, влегувањето во светот на сметководството прво, веднаш после студирањето, ми беше некој патоказ за тоа што се случува внатрешно нели во компаниите, како бројките зборуваат приказната на бизнисот и тоа ми беше правилна можеби одлука што почнав од таму и можност да понатака сето тоа што друго се случува го разберам подобро и си го објаснам самата на себе. Меѓутоа интересот не запре тука за бројките, сакав постојано нешто ново. Уште во факултетските и средношколските денови сакав да се видам себе си како менаџер. Заради тоа што ме привлекува односот со луѓето, сакам да сум меѓу луѓе и сакам да видам како еден менаџер може со помош на луѓето да го оствари она кое што е визијата и зацртаното во бизнисот. Така што имаше неколку milestones, но во моментот кога станав, да речеме, менаџер на повеќе луѓе, навистина почнав посериозно и себе си да се сваќам и ми се смени комплетно мајндсетот, тоа како се однесувам, како се носам. Повторно никогаш не ги смени вредностите со кои што од кои што започнувам и кои што ми се во самото битие, но и те како стануваш свесен за тоа како си поставен и како се однесуваш. Работеше во голема корпорација пред да влезеш во предприемнички води, што беше пресудно за да си речеш, аха, ова е времето, ова е моментот, зрела сум или доволно ми е од оваа приказна, сакам да почнам своја? Така, во моментот кога видов своите способности до каде ми одат, сакав да го мултиплицирам успехот и да го направам истото за многу повеќе фирми и некако секогаш прво скокам па викам моп, меѓутоа некогаш и мора да не бидеш припремен целосно за тоа што те очекува, затоа што на крајот од денот ако чекаме да сме целосно спремни, можеби никогаш нема ни да си ги оствариме со ништата. За мене
Можеби една недела беше пресудна во мојот живот, кога донесов 2 одлуки на приватен и на професионален план, за да излезам од некој лавиринт на случувања кои што ти велат дека нешто тапка во место и дека сакаш да излезеш од комфорт зоната и да се обидеш, нели, да создадеш нешто ново, нешто што навистина ти е сонот секогаш. Што е тоа на што не беше спремна? Во предприемништвото, не бев спремна на тоа како ќе ги прифаќам поразите, нели, затоа што секогаш на почетокот има и порази, секогаш некој ќе ти рече не. Меѓутоа, научив ете сега, скоро година дена подоцна, да секое не е всушност прилика да се создаде нешто повеќе, нешто подобро и да се обидеш пак. Така што можеби тој дел за тоа што кога се навикнуваш на победи, не си доволно созреан да ги прифатиш тие предизвици, ама со текот на време се учи и тоа. Што ти беше најтешко да напуштиш од структурираната форма на корпорација, на голема компанија, на голем тим, на процеси што се познати и повторливи? Да, најтешко е кога веќе си во некоја така дефинирана структура, постојано нели си меѓу луѓе, постојано звони телефонот, постојано некој зависи од тебе. Сега си на почетокот на предприемништвото во свој стартап и од најнаша тишина. И таа тишина и сам себе со своите мисли кога си, знае да биде застрашувачка на моменти, но гледав да го фокусирам времето на тоа да се надоградувам, да се усовршувам кариерно, да не си дозволам себе си да бидам премногу сама со моите мисли, туку да бидам бизи постојано и да идам понатака. Не се сомневам дека ти бил барем финансискиот дел на бизнис планот одлично сработен, меѓутоа каков е целиот бизнис план? Што е она што си помисли дека ова е добро да го направам како прв блупринт на мојот бизнис? Да, така сакав уште на првиот бизнис план запишав дека аутсорсинг на финансии ќе ми биде во доменот на основата на Advance Edge, но исто така едно нешто што секогаш сакав да го правам е да држам предавања, обуки, да го споделувам и на некој начин демократизирам знаењето, тоа што знаењето ако го споделуваш уште повеќе се мултиплицира. Така што во првиот бизнис план кој што го напишав, уште одма беше покрај аутсорсингот, исто така и адванс тренинг како концепт, со цел се што ќе се учи во странските компании да се применува и да се носи на домашниот пазар. Со тоа ќе им се отворат и вратите на многу млади професионалци да имаат некоја предбаза, предоснова за тоа кога ќе влезат во странска фирма, полесно да се вклопат. Сега, првиот бизнис план комплетно го ишкртав и си реков, ајде на све ова што сега го напишав, да направиме 10x, нели? Затоа што увидов дека некоја комфорт зона на тоа што е убаво да биде таму, меѓутоа ако е само убаво е хоби. А ако се поставиш надвор од границите на тоа што е убаво и што е фино, и почнеш навистина да работиш кон тоа што е големата визија, тогаш е навистина предизвикувачки и само така се доаѓа до одредени резултати. Која е големата визија? Како треба да изгледа Advanced Edge Consulting? Advance Edge е партнер на фирмите кој што им помага да осозреат, да се осознаат себе си, особено на тие кои што брзо растат и скалираат, да оформат внатрешен инженеринг кој што ќе им помогне да го поднесат сето тоа брзо растење и вртлок на динамика, затоа што многу фирми не се спремни за тоа и сме виделе и како пропаѓаат. Така што тука во доменот на партнерскиот однос сакам да се позиционирам како go-to партнер на пазарот, регионално, но и глобално затоа што UK пазарот ми е голем таргет, каде што навистина ќе создадеме една база на сојузници, нема да е само Advance Edge, сојузници кои што ќе сакаат да растат заедно и да напредуваат на нашиот пазар и навистина квалитетот на услугите што ќе ги понудат, не само во доменот на финансии, ќе биде светски.
Од љубопитност, често гледам, особено пошто сум TikTok зависник, гледам TikTok видеа од финансиски консултанти, форензички сметководители кои што објаснуваат како оди процесот кога, да речеме, јас имам компанија, сакам да ја продадам на Марио и те ангажирам некој како тебе, за да го пројде процесот на проверување на колку е финансиски здрава мојата компанија и колку има смисло Марио да ми ги скешира тие пари. Всушност поверојатно е дека Марио те ангажира затоа што јас се сакам да биде розово и прекрасно и да земам што е можно повеќе пари. Меѓутоа, има ли таков тип на услуга или се бара ли таков тип или се очекува ли да почне да се бара таков тип на услуга во Македонија? За некој да влезе од надвор и објективно да процени, таква е вредност или толку е финансиски здрава или толку добар кеш флоу има компанијава. Да, многу често е веќе тоа се случува и на домашниот пазар и на странскиот, затоа што фирмите сакаат да бидат евалуирани. Многу денеска се гледа помодерниот пристап на предприемништвото се гледа екзитот на фирмата. Колку можам да направам од екзитот. Сега ние што доаѓаме од потрадиционалната сфера на предприемништво, правиме бизнис за да трае 30, 40 и повеќе години и стварно да е нешто стабилно што рани фамилии и така Да го оставиш на натака. децата после. Да. Ама во модерниот сектор и во динамиката на новото предприемништво, доста често се гледа екзитот на бизнисот. Да направам бизнис кој што ќе биде што повреден, за да го продадам што подобро. Така да тоа е сега една од најбараните работи во базата на финансиите, да се процени, да се евалуира колкава е вредноста на пазарот на една фирма. И сега, овде кога зборуваш за оно традиционално предприемништво, нешто што е евидентирано особено во SAD и UK, дека огромен дел од имотот пред се оние традиционални бизниси, мали семејни бизниси, ги имаат луѓе кои што се над 65 години. И веројатност е дека или би ги продале, или би ги згаснале едноставно. Нема на кого да ги остават, можеби затоа што нивните деца не сакаат да го преземат тој бизнис. Како гледаш во Македонија на таа структура? Има ли интерес да се продолжи генерацијски она што последниве 30 години било создавано како мали компании, можеби не толку мали, средни, пораснале и така натаму, или младите се позаинтересирани не да го наследат тој бизнис, туку да направат нешто ново, свое, вау, технолошко? Да, во трговскиот сектор го има тоа, нели, да се наследуваат компании и така натака, затоа што трговијата не изумира, меѓутоа во сервисниот сектор многу се менуваат услугите, се модернизираат, се автоматизираат и сега и да има една традиционална фирма која што ја води, нели, која што ја водат родителите, голема е веројатноста дека децата или ќе ја прераснат во нешто ново, помодерно, пософистицирано. Многу чест случај на такви фирми има и од финансии, сметководство, индустриите, каде што наследниците на вистина ги трансформираат неверојатно фирмите и ги автоматизираат и така натака, но има и такви кои што сосема во други води сакаат да се видат, затоа што има премногу интересни работи на пазарот и премногу работи во кои што секој си има свој талент и сака да развие нешто ново што досега го нема. А со помош на сите информации што се достапни и на сите алатки сега, се полесно и подостапно за тоа самиот да станеш создавач на некој нов продукт или услуга или технолошко решение. Ја спомна автоматизацијата и новите технологии ги начнавме. Како гледаш на вештачката интелигенција, на блокчейнот, на се она што сега ни се случува како резултат на алатки базирани на вештачка интелигенција, кои што во голема мера го променат и начинот на кој што и трошиме пари, и штедиме пари, инвестираме пари, чуваме пари, што год да правиме со парите, и начинот на кој што планираме бизниси од аспект на колку се финансиски паметни или не. Дали ни се до некаде помош или пак можеби ни се liability во смисла колку се безбедни за користење. Да, бизнисите мораат да се адаптираат на новите алатки на вештачката интелигенција и што повеќе да ги користат, затоа што само така би останале конкурентни во својот сектор. На различни начини сите овие алатки кои што ги спомнавме влијаат и врз оперативната ефикасност на бизнисите, а тоа и како се гледа во финансиите и финансиските резултати.
Од аспект на блокчейнот, еве замислете еден интегриран систем каде што во истовремено сите учесници на една трансакција ги следат процесите што се случува. Supply chainот е веќе многу подобро организиран со самото тоа, побрзо и автоматизирано дури се вршат плаќањата. Самите CRM системи кои што ги користат големите корпорации, кои што веќе се и достапни со мислам од финансиски аспект се достапни, заменуваат многу процеси кои што претходно мануелно биле правени. Од самото тоа да не дозволуваат толку мануелни грешки заради начинот на кој што се бира со копче, се клика, па нели не може се и се што мануелно да се внесе, него има стандардизирана форма од drop-down menu и така натака. Самото тоа веќе го прави процесот полесен, поефикасен и овие системи комуницираат едни со други. Значи лесно се интегрираат со друг систем, со цел датабазата од еден систем во друг систем многу лесно да мигрира. Тоа е една од најголемите и најдоблесни карактеристики на оние програми кои што се и софтвери кои што се најпрепознатливи во бизнис секторот и најмногу компании ги прифаќаат и ги користат, иако за некои се скапи се уште, кои што се мали и средни предпријатија, но правилна е одлуката да се инвестира, затоа што датата е новата нафта, информацијата е толку вредна и толку скапа во денешно време, и се гледа само начинот на кој што полесно ќе биде достапна и ќе биде во вистинско време достапна за сите корисници на една платформа. Од аспект на тоа од аспект на блокчейн, од аспект на да речам автоматизираните процеси, со исполнување на одредени услови кои што системот знае сам да ги препознае софтверски, се процесира автоматски плаќање, се даваат попусти автоматски, значи повторно голем дел од процесите се заменуваат и нема човечки фактор грешка, доколку станува збор за систем каде што се процесира нешто кое што може да биде видено од клиентот и проверено уште пред да се издаде фактурата, тоа ја намалува можноста за грешки, па враќање на фактурата, па со тоа одложување на плаќањето и сето тоа кога ќе се стави во еден дашборд од Key Performance индикатори, се гледа на долг рок колку многу влијание имаат тие софтверски решенија и алатки на вештачка интелигенција во оптимизирањето на процесите, затоа што добиваме една толку квалитетна структура, едно такво минимизирање на грешки, со тоа што автоматски бизнисот е поефикасен, поефективен и нема потреба од толку многу луѓе во секој департман и во секој сектор, туку тие луѓе кои што остануваат е многу битно да го трансформираат своето знаење, постојано да проаѓаат низ овие тренинзи и само да се надоградуваат за да го користат системот и софтверот на најдобар начин на кој што и за нив ќе си ја улеснат работата, а и ќе ја доведат фирмата до таму каде што треба да ја однесат овие алатки и доста се заштедува на ресурси, на време, доста се попродуктивно се работи, така што за нас во финансии веднаш се гледаат резултатите и се автоматски видливи, но исто морам да кажам дека менаџментот на ризик е многу битен со вештачката интелигенција, сите оние системи кои што автоматски не алертираат кога нешто не е, кога се случува некоја аномалија во системот, тоа мислам дека е највлијателното нешто од аспект на менаџмент со ризикот. Дури и тоа автоматското алертирање е ризик, заради тоа што може да е лажна тревога, да ти замрзне се и не знаеш, не знам, не можеш ништо да правиш, не можеш плаќање да имаш, може да загубиш нарачки заради тоа што алертот би подразбирал замрзнување додека се утврди дали е заканата реална или не, а тоа е најмалку 10 на 12 часа
ако не и повеќе. Меѓутоа да се вратам на ова што го спомна по однос на автоматизацијата на или дигитализација на целиот процес, постојат компании во Македонија кои што го имаат целиот тој процес така решено seamless, значи без фрикција да се случува од планирање на производство, нарачки, уплата на средства, книжење на средства, веднаш појавување на сметка на купувачот, нарачки, товарни листови и така натаму, сето тоа да може да се реализира 24/7 без учество на човек воопшто, што значи дека нивниот деловен процес функционира 24/7, нема потреба да биде во работно време или вон работно време. Меѓутоа тука се наметнува прашањето што значи тоа од аспект на колку може да му се верува. Еве, ова е чиста автоматизација, нема толку многу AI вклучено. Меѓутоа, ако кажеме, јас ангажирам AI агент за да ми го направи финансиското или бизнис планирањето за следниве 2 години за мојата компанија. Да, те има целата датабаза, целата историја на користење. Ама треба ли да има некој човек што тука те дзирне дали е навистина така или не, дали можеби, не знам, халуцинирал агентов. Како стоиш на тоа? Треба ли интервенција се уште да има од експерти што ако ништо друго 10 години учеле во пракса? Да, треба. Често се случува сите системи кои што ги прават луѓето се создадени нели од нас луѓето. Сите системи се подложни на грешка и самите продажни агенти кога разговараш или преговараш за набавка на некое ново решение во фирма, укажуваат на тоа точно каде треба да се допроверат податоците, каде да се вклучи некој човек. Све се сведува на тоа дека оној кој што треба да ги контролира тие работи мора да биде повторно некој експерт во областа, затоа што треба да знае како се составени работите. Ние имаме, например, и програми кои што автоматски прават сценарија, добро, лошо и базично сценарио, врз база на претпоставки на алгоритми и на историски податоци, но и ризици земени во предвид. Но повторно, не целосно се ослонуваме на тоа. Значи, неопходен е човечкиот фактор затоа што бизнисот сам по себе е непредвидлив. И не можеме да кажеме, неодговорно е да кажеме, дека ќе стиснеме 2 купчиња и ќе имаме нешто што може да замени некој експерт во областа. Значи, пак е потребно доста работа од страна на човечки фактор, но би рекла се убрзува работата на човекот. Значи, некој кој што е експерт во областа одма може да увиди дали системот направил грешка, дали ги повлекол точно податоците за да ја направи таа асумпција или претпоставка што ја извлекол во делот на автоматизираните индикатори кои што се влечат позадински исто со формули. Повторно мора да се направи проверка, затоа што и самите конта кои што се интегрирани со сметководствениот систем, нели, ги внесува некој човек повторно и секаде каде што е вклучен и човечки фактор, пак треба и друг човечки фактор да го прегледа сето тоа. Меѓутоа, бизнис процесите се дефинитивно многу позабрзани, многу повеќе може да се услужат други бизниси во сервисната индустрија. И верувам дека со тек на време тие аномалии на системите се помалку и помалку ќе се случуваат, затоа што и самата вештачка интелигенција учи да резонира и самата да донесува одлуки. Така што се надевам со тек на времето дека све повеќе ќе можеме да се ослониме на вештачката интелигенција. Ти имаме сметководител, ако ништо друго, книжење и материјално да ни работи AI и да биде за покреативните работи, можеби и за надзорот човекот. Така. Да. Сега се свртам на оној другиот дел од твојата приказна, како си поврзана со стартапџискијата сцена во Македонија и каков е стартапџискиот живот од позиција на некој кој што влегува за да им биде пред се огромна поддршка во процесот на развој на нивните бизниси. Да, стартапите лани ми дојде како идеја заради тоа што видов некој гап на пазарот дека ја немаат таа поддршка која што им е неопходна во самиот почеток на нивното работење и при привлекувањето на инвестиции, гледаме бизниси со огромен потенцијал, со прекрасни решенија на македонската сцена особено, кои што со мало водство
би можеле да станат многу конкурентни, да станат светски и така натака. И тука ми стана интересно да се приклучам повеќе во тој дел и све што знам од традиционалниот сектор да го адаптирам на она што е апликативно за стартап сцената. Многу е поразлично во стартапите, нормално, подинамично и поинаку се водени сите процеси и процедури, но пак базата на успешниот бизнис си бара добро финансиско лидерство, си бара стратешки одлуки, кои што не секогаш оној кој што е сопственик знае и може во истиот момент да ги донесе, затоа што нити јас не можам да креирам такво решение како што они можат. Нити па многу од нив нели не можат да замислат што значи и колку е значајно да ја имаш таа финансиска поддршка во првите моменти од животот на стартапот, а и понатака како еден backbone. Така што ми стана интересно, почнав да се вклопувам, да ги распрашувам стартапите што им е потребно, како можеме да ги поддржиме и направив еден план и структура за тоа како јас би можела да се позиционирам и во тој свет и во тој сектор. Што им е најпотребно? Кога те дојдат кај тебе што ти велат? Јас треба сега да пичирам пред, не знам, пред бизнис ангели или пред инвестицијски фонд, веќе сум стигнал што да вклучам во финансиската конструкција. Зашто ми требаат пари? Како да им кажам зашто ми требаат пари? Да, јас нели секогаш почнуваме со прашање колку мислиш дека ти треба и како планираш да го монетизираш производот, услугата, сервисот, технолошкото решение што си го создал. И тука се гледаат првите нели дупки во знаењето, односно во самоувереноста. Тоа кај инвеститорот нели не може да помене доколку навистина сакаат да ги обезбедат парите кои што им се потребни. Така што правиме заеднички план како да го представиме и бизнис планот, и финансискиот дел, и проекциите, како ќе се монетизира, во кои све сфери ќе настапи, колкав е пазарот што ќе го обслужува, дали тоа ќе биде регионален или глобален пазар и колку реално процент од пазарот може да обслужи со таа прва инвестиција што ќе ја добие. Меѓутоа во исто време, пак јас си терам на некој начин по свое и сакам да ги натерам да не станат толку зависни од инвестицијата, туку во моментот кога имаш и поограничени ресурси како во традиционалниот сектор, некако и попаметно ги користиш, пооптимизирано. Не велам не за финансирањето, апсолутно сум голем поддржувач, но велам ајде да не станеме нели зависни. Има ли некои работи што сигурно знаеш дека кога ти одат на пич дека ќе бидат предмет на разговор и им потенцираш, ова можеш да биде спремен, ова мора да те прашаат. Да. Секогаш се најглавните прашања, нели колку им е месечниот трошок, колку планираат со инвестицијата која што ќе ја добијат да им трае за да можат да работат. Така што тие некои прашања постојано гледаме да се целосно разјаснети, за стварно да се што пореалистични и попредиктивни и да самиот инвеститор верува во тоа што го слуша, затоа што сега во доменот на креативното сметководство и финансии може све да се иштима, меѓутоа не е ни тоа поентата, него поентата е да сме што пореалистични и да обезбедиме доверба за тој бизнис. Како гледаш на македонскиот даночен систем од аспект на стимулирање или дестимулирање на развој на технологија, на поддршка на стартапи, финансирање можеби на стартапи или олеснување на процесот на финансирање на стартапите? Има некои работи дефинитивно кои што можат и треба да се подобрат и затоа сега создаваме некои, да речам, лоби групи со различни сектори од стартапите, со кои што би сакале да воведеме промени со цел да им биде полесен патот до тоа да допрат до странскиот пазар, затоа што ако уште во старт им ги кратиме крилјата, нема да стигнат подалеку од границите на земјата и не можат ни да очекуваат да бидат конкурентни на странски пазари. Повеќе се во делот на регулативите кои што можат да се оптимизираат со цел да им се даде малце поттик и да не толку финансиски осеќаат товар
особено во доменот на двојно научење и така натака, каде што треба малце билатерални и мултилатерални договори да ја појачаат позицијата на Македонија. Заеднички пријател кој знае дека те бидеш денес дел од оваа емисија на Newbiz, ми рече дека морам да те прашам како тоа ти си мајстор за финансиски инженеринг. Како ти го разбираш тоа? Мајстор за финансиски инженеринг, ми се допаѓа тоа. Тоа значи да си љубопитен не само за финансиите, туку и за оперативниот дел на бизнисот и целосно да го запознаеш бизнисот пред да почнеш да ги работиш финансиите. Инженерингот е според мене обратен инженеринг, која ќе ја видиме првата слика што ја добиваме за бизнисот со постоечките бизнис резултати и финансиска анализа. Одма се гледаат некои работи кои што потенцираат на тоа дека некои процеси, некои оперативни делчиња не работат толку добро колку што би можеле да работат. Се случува никогаш да има недоволен проток на информации, премногу грешки, премногу мануелна работа и така натака, така што финансискиот инженеринг многу длабоко продира и во оперативното функционирање на фирмата и гледа внатрешно да ги расчепка сите процеси во постоењето на предпријатието и да види што све може да се оптимизира, да се подобри со цел финансиската слика од сега каква што е, да за 6 месеци од сега делува сосема поразлично и поинаку. Не се е возможно во 6 месеци, ама ете како некој пример за почетно гледање на придобивките од внатрешниот инженеринг се дефинитивно тоа. Тука во финансискиот инженеринг пак ќе го споменам и менаџментот на ризик, кој што е многу голем и битен дел во финансиите, затоа што јас како човек од финансии премногу соработував и соработувам и сега со правници, со интерни ревизори и екстерни ревизори, со цел да ги опфатиме целиот дел на внатрешно и надворешно позиционирање на фирмата во однос на ризиците, да се минимизираат, проактивно да се види што се може да тргне наопаку и да се работи кон отстранување на тие пречки. За крај, какви се целите? Што е оно што сметаш дека треба оваа година да го донесе на полето на развој на твојот бизнис, за да знаеш, да речеме, на почеток на 2026 да си кажеш аха, се е добро, се е како што испланирав, може би подобро од очекувањата, сега е нешто друго наред. Така, најголемите мои очекувања од 2025 година се многу значајни партнерства кои што допрва треба да се случат, со цел да ја имам поддршката која што ми е потребна како финансиско и консалтинг друштво, да бидам таму каде што треба да бидеме и да си помогнеме едни на други бизнисите во Македонија кои што навистина се преквалитетни, да уште повеќе се изградат на странските и глобалните пазари и да станеме синоним за квалитет на глобалната сцена. Значи, да сакаат странските инвеститори што повеќе да инвестираат тука средства и да ги користат оптимално ресурсите, бидејќи навистина имаме и квалитетни луѓе и образованието е секако доста добро структурирано, меѓутоа не завршува нели еден пат на предприемачот кога ќе го заврши својот циклус на образование, на формалното образование, постојано надоградување, тоа и за себе го очекувам и за мојот бизнис, постојано следење на сите трендови, оптимизирање и интегрирање на најновите дигитални алатки и софтверски решенија кои што ќе не позиционираат како лидери во таа област, ништо не се прави сам, се прави и далеку се стигнува само со здружени сили, така да јас сум голем оптимист дека на сценава само треба да се здружат македонските предпријатија и најдобро да се охрабруваат меѓу себе како да се позиционираат. Ти благодарам. Ти благодарам на тебе.